Подготвен е нацрт законот за задолжително земјоделско осигурување. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски изјави дека неколку месеци работеле на законскиот текст, со кој треба да се промени начинот на исплата за штети предизвикани од временските непогоди. На тој начин треба да се растерети државниот буџет од исплаќање на вакви давачки кон земјоделците. Интензивно се работеше овие 3 месеци на финализирање на законот од страна на работната група. Лично бев на терен на дел од сесиите за да го докомплетираме овој закон. Законот предвидува задолжително осигурување на земјоделските стопанства и отвара можности за формирање на земјоделски осигурителен пул заедно со сите осигурителни компании и со Агенцијата за супервизија. Јас одржав неколку состаноци со Агенцијата за супервизија во овие неколку месеци со осигурителните компании. Следниот состанок е во понеделник, со што конечно имаме ново законско решение во финална фаза, кое што повторно ќе се најде пред пратениците, кое што ќе предвидува задолжително земјоделско осигурување на земјоделските стопанства. Промената на справување со климатските промени не се води само со промена на осигурителниот модел, туку и со промена на начинот на производство, вели Николовски. Тој додаде дека во серијата мерки ќе предложат и субвенции или помош за набавка на превентивни заштитни средства. Не може постојано државата да ги обештетува сите овие штети кои што ги имаме како резултат на сите климатско неповолни настани или климатски промени со кои што се соочуваме. Ние мора да се адаптираме и нашето земјоделско производство мора да го адаптираме на климатските промени. Значи не е само законот за земјоделско осигурување, тоа е една мерка и алатка. Различен тип на земјоделско производство мора да го штитиме на различен начин. Затоа се размислува како субвенционирање, односно поддршка во инвестиции за заштитни мрежи, као останатите типови на земјоделско производство на друг начин. Меѓутоа, серија на мерки и политики се преземаат како да се адаптираме на климатските промени и како, особено во време на ваква криза, кога се бориме за да го одржиме земјоделското производство, домашното производство, да расте. Николовски додаде дека очекува во најскоро време законскиот текст да се најде и пред пратениците. Министерството за земјоделство и Комисијата за штети исплаќаат во просек 3,5 милиони евра годишно по основ на штети од временски непогоди.